Другарчиња, здраво! Јас сум вашата учителка Маја од вашата градинка Димче Мирчев. Долго време се немаме видено. Многу ми недостафусувавте, драги мои. Но еве, изнајдовме начин повторно да бидеме заедно, да се дружиме, но и да учиме во нашата занимална. Денеска ви подготвив нешто многу интересно. Повторно ќе бидеме заедно, исто како во градинка. Ќе учиме, ќе се дружиме, но и ќе играме интересни игри. Подготвени сте за денешната активност? Во ред, тогаш можеме да започнеме. За денешниот ден избрав да ви раскажам една многу интересна приказна која што се вика Дедото и репката. И да знаете само, другари мои, ова не е обична приказна. Ова е приказна во која што ќе научиме неколку математички релации. И тоа, што е тоа што се наоѓа пред нас, а што е она што се наоѓа зад нас. Ако сте подготвени, можеме да почнеме со приказната. Внимателно слушајте. Дедото и репката. Посадил дедо репка. Репката растела и пораснала преголема. Дошло време да ја искорне дедото репката, па отишол во градината. Се наведнал кон земјата, па почнал: повлечи, потегни, повлечи, потегни. Не можел да ја искорне. Ја повикал дедото на помош бабата, таа да му помогне да ја искорнат репката. Бабата се фатила за дедото, дедото за репката и така двајцата повлечи, потегни, не можеле да ја искорнат дечиња репката. Ја повикале на помош внуката, таа да им помогне да ја искорнат репката. Внуката се фатила за бабата, бабата за дедото, дедото за репката и така тројцата повлечи, потегни, не можеле да ја искорнаат. Го повикале на помош кучето, тоа да им помогне да ја искорнат репката. Кучето се фатило за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката и така деца, четворицата. Повлечи, потегни, не можеле да ја искорнаат. Го повикале на помош мачето, тоа да им помогне да ја искорнат репката. Мачето се фатило за кучето, кучето за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката и така петмина. Повлечи, потегни, не можеле никако да ја искорнат репката. Се измориле многу, но не сакале да се откажат од вкусната репка, па го повикале на помош глувчето кое се шетало по полето. Тоа да им помогне да ја искорнат репката. Глувчето се фатило за мачето, мачето за кучето, кучето за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката и така сите заедно. Повлечи, потегни, ја искорнале репката. И така дечиња, сите разбрале дека само заеднички исплотено можат да направат се. Се надевам дека добро ја слушнавте содржината на приказната
и дека ја разбравте пораката. Но за да бидеме сигурни дека навистина оваа приказна не научи на многу работи, сега ќе се подсетиме со неколку прашања. Погледнете ја добро сликата. Јас ќе ви ги поставам прашањата и се надевам, мои умни другарчиња, дека ќе го дадете вистинскиот одговор на овие прашања. Подготвени сте? Да, можеме да започнеме. Што мислите вие, деца? Кој бил прв во редот, а кој последен? Погледнете внимателно, размислете и одговорете. Браво! Токму така. Прв во редот бил дедото, а последно било глувчето. Следува второто прашање. Кој се наоѓа пред бабата, а кој позади бабата? Така е, дечиња. Пред бабата се наоѓа дедото, а позади бабата се наоѓа внуката. Браво! Повторно дадовте точен одговор. Одиме понатаму. Кој се наоѓа пред внуката, а кој позади внуката? Размислете добро. Точен одговор, дечиња. Пред внуката се наоѓа низината бабичка, а позади внуката се наоѓа кучето, секако. Одиме понатаму. Дали некој знае кој се наоѓа пред мачето, а кој позади него? Едноставно е, нели? Точен одговор, другарчиња. Пред мачето се наоѓа кучето, а позади него се наоѓа глувчето. Многу едноставно, лесно и интересно. Браво за вас и за вашите точни одговори. Можеме да одиме понатаму? Секако. Јас сум подготвена, се надевам и вие. Сега, дечиња, за да можете полесно да прераскажете содржината од оваа приказна на вашите најблиски, ви подготвивме една ликовна игра со која што ќе изработиме мини сликовница во форма на лепеза. Сакате да дознаете како се прави истата? Веднаш ќе ви објаснам. Ајде сега сите заедно во нашата ликовна игра да ја илустрираме приказната за дедото и репката и да изработиме раскажувачка лепеза. Погледнете внимателно на сликите. За да изработиме оваа лепеза, потребни ни се следните материјали. Долга бела хартиена лента и пар фломастери. Истата ќе изработиме на следниот начин. Предиплете ја лентата од хартија на 6 еднакви делови, исто како да направите лепеза. Потоа, на секое делче нацртајте ги елементите или ликовите од приказната последователно, онака како што следува. Едноставно. Прве ние цртаме репката, па потоа доаѓаше кој? Секако дедото. После дедото следи точно бабата. После бабата доаѓа внуката, после внуката го цртаме кучето, после кучето го цртаме мачето и на крај се разбира, го цртаме глувчето.
На крај, направете ја хартијата како собрана лепеза. Кога ќе почнете да ја ширите лепезата, драги другарчиња, пред вас ќе се отвори приказната за прераскажување. Тогаш ќе бидете подготвени на вашите најмили да им го разубавите денот со оваа прекрасна приказна и најважно од се, да им го отворите прозорецот кон сознанието дека само заеднички и дружно можеме да победиме се. Се надевам дека ова наше занимање ви беше корисно, едукативно и дека ви овозможи да го поминете убаво времето во кругот на вашите најмили. До следното видување, драги дечиња, се гледаме на следниот час. Чао!